Оваа емисија се потрудивме да ви презентираме навистина интересни, корисни информации и забавни, за да го задржиме вашето внимание и за да ви ја разубавиме оваа вечер. Што кај гледаме ќе видиме само накратко во продолжение. Затоа останете со нас. Веќе 2 години работиме со шоквейв или радиоакустична терапија за отстранување на целулитот и исто така и со липолазерот кој што се препорачува за слабење. Талентот на прво место. Значи за уметник, музичар мораш да имаш талент. Не можеш без никаков талент да станеш музичар, треба да се појавиш пред јавност, треба да се појавиш пред народ, пред толпа народ, кај што треба да почнеш во случајов јас сам пеам, сам свирам, треба нешто да покажеш на народот. Едно од омилените јадења на машкиот пол во нашиот ресторан и сакав да го пробате мудриот патлиџан, кој што е еден од најпознатите зеленчуци во Кина. Кинезите многу го обожаваат и особено во северна Кина. За појава на самите брадавици има неколку предиспозицијски фактори, значи обично тоа се зголемена мацерација, генетска предиспозиција, намален имунитет и зголемена влажност. Во Центарот за убави на силуета разговараме со собственичката Мелина Милевски на тема шоквейв и липолазер. Нешто повеќе за тоа ќе ни каже самата она. Мелина, што представуваат овие шоквейв и липолазер? Веќе 2 години работиме со овие два апарата, да кажем, овие две методи, но многу ретко ги спомнувавме од причина што многу често, нели, кога било како правевме некакви интервјуа, воопшто кога се зборуваше за третмани за слабење, навистина имаме многу голема палета и не секогаш имаме можност да ги спомнеме сите методи со кои располагаме. Веќе 2 години работиме со шоквейв или радиоакустична терапија за отстранување на целулитот и исто така и со липолазерот кој што се препорачува за слабење. Значи, првиот третман или метод би го препорачала како навистина еден од најдобрите методи за отстранување на целулитот. Радиоакустичната терапија се користи многу време во медицината, како и сите апарати со кои работиме за слабење, за целулит, сите методи што ги препорачуваме навистина и значат здравје, затоа и секогаш сакам да го потенцирам тој момент и се разбира дека и секој клиент од самите почетоци на силуете први прашува за се со кое работиме дали е здраво, дали е добро за здравјето, да, и се разбира што е за нас најважно, затоа што сепак работиме 25 години, имаме навистина големо искуство и голема традиција, посебно во овој дел, значи од естетиката, значи посебно во слабење, во лифтинзите и во целулитот и отстранувањето. Значи најважно од се е да методите кои ги користиме бидат пред се за здравјето поволни и да дадат она што е најважно да бидат, нели, методите за здравјето поволни и да го дадат резултатот што исто така се очекува. Во исто време, да. Значи, оваа метода е многу интересна и се користи исто така и во физикална терапија долги години како дополнување и за болки одредени и на вратот и на одредени делови на грбот, мислам кај нас не. Тој дел, кај нас не се работи медицинскиот дел, само естетскиот. Кај нас се работи, значи, највеќе за целулитот, пред се на нозете највеќе и на рацете исто така, оној дел кај што се појавува и вишокожа, затоа што овој третман буквално како чекан има еден звук интересен и малку е по-звучен како третман, но апсолутно не е болен, дури е пријатен и потсеќа на една така малце
масажа појака, која што има една пресура и буквално како чекан значи на самите делови кај што се работи целулитот се продира на тој начин што ја затега кожата и по самиот третман веќе се забележува да многу големо измазнување на таа регија и многу еден убав изглед и намален обем. Значи, не само целулитот, туку делува и на лифтингот на кожата, на тој дел каде што има највеќе целулит. Исто така се работи и на оној дел кај што има големи отоци и се комбинира заедно со третман на липоласер, затоа што липоласерот пак дава многу добар резултат на слабење. Значи липоласерот, знаете и сами дека последните години се појавија доста апарати кои даваат резултат за слабење по пат на ласер или пак одредена светлина, исто така инфрацрвената светлина пред доста години беше многу голем хит во третманите за слабење, комбинирана заедно со другите методи на контракција на мускулот. Сега ова е една црвена светлина која што од липоласерот дава резултат, прави ја зголемува циркулацијата и се чувствува една блага топлина, но тоа се одредени плочки доста големи, значи зависно од регијата каде што се става третманот и на тој дел се придонесува намалување на обемот и баш онака многу убаво се комбинираат двете методи и затоа ги имаме и како пакет. Така, за најдобри резултати. Да, и би ги препорачале така како еден убав третман, нешто поново ако сака да пробаат клиентите, каде што нема контракција, нема нели она што веќе го знаат како познат третман, замената за вежбање и така, туку нешто малку поразлично, но исто така дава еден многу убав резултат. Поефикасно. Не би рекла поефикасно, секоја метода е за себе си го дава својот резултат, но зависи на кој што му треба. Ние го имаме како посебен пакет и секогаш правиме индивидуален програм доколку забележиме доколку забележиме дека ова е нешто за ова го препорачуваме каде што исто така нели има доста целулит или кај млади девојки кои што треба да се намали целулитот и да се отстрани и да се направи еден лифтинг на кожа. Така, вие кога споминавте на кого го препорачувате, кој се може да подложи на овој третман? Буквално секој, немаме ни старосна граница, затоа што нормално секогаш сите третмани полнолетна да биде особата што треба да работи, а веќе понатака секоја здрава особа може да биде на третманите. Се работи и кај мажи? И кај мажи и кај жени, да. Така, ако има потреба од тоа. Има ли нешто посебно што би требало да знаат пред подложување на овој третман или после тоа? Колку третмани во серија треба да се направат? Па не, ништо нема посебно, освен што треба да направиме едно убаво мерење за самиот почеток на третманот. Значи, така и ги започнуваме сите како прегледи, да кажам, каде што ќе направиме мерење на обемот, мерење на килограмите, ќе препорачаме една убава диетичка за првата, втората, третата недела. Дали треба и некаков режим посебен? Јас би препорачала секогаш и кај оние што има малку килограми за намалување, значи режимот да го смениме, не мора да биде строга диета, но да направиме една совети околу начинот на исхраната, да се промени. Па не само во тој период, да ние по овие 25 години постојано пробуваме нашите клиенти да ги научиме правилно и здраво да се хранат. Тоа е најважно. Ние со апаратите навистина многу брзо имаме резултат, веќе после првиот, вториот третман. Меѓутоа, ако не се одржува, тоа е нормално. Но мора да се научат и правилно да се хранат за да го имаме резултатот секогаш и постепено, да кажеме за 2-3 недели доколку се потребни тие
7-8 килограми да се намала, да се затегне убаво, да се отстрани целулитот, а потоа со начинот на исхрана само ќе си се одржува килажата, а може повремено да се доаѓа на едно одржување на апаратите и секогаш телото да биде во убава форма, да имаме затегнати мускули и кожата исто така да биде добро подхранета и се разбира добро затегната и да се прави лифтинг, значи во одредени делови во годината или во одредени фази во животот. Се разбира, нели, во ваква фаза, кога е бремена жената, значи после, од кога се ќе заврши, тогаш треба понатака, нели, младите мајки, советот од мене е секогаш и за време на бременоста, се разбира, тогаш не се прави ништо, но после да се прават одредени третмани кои што навистина ќе дадат резултат на затегнување. Така да може телото да се врати во првобитна состојба. Така сите кон тоа се стремат. Значи, можеме да си направиме самите нешто во оној дел во однос на исхраната, меѓутоа кога ни треба, нели, професионална помош, затоа е тука Силуета. Така, Милина, ви благодарам на разговорот и на вашето време. Ви благодарам јас. Дали денес го гушнавте вашето дете? Дали денес разговаравте со вашето дете? Дали денес му кажавте на вашето дете колку го сакате? Родителството се надоградува и учи, но треба да бидеме спремни за промена на своето однесување и отворени за прифаќање на некои други покреативни начини на воспитување. Веќе 14 години, на 19 ноември, Меѓународниот ден за превенција од насилство врз децата, детето се наоѓа во центарот на вниманието, но се уште незаштитено, предмет на семејно насилство, физичка тортура и притисоци. Честопати и децата, а и родителите и семејството молчат за тешкиот живот во кој тонат поради сиромаштија, невработеност, пороци или економска пропаст. Но, како да се искорени или барем намали страдањето на најневините, кои случајно се нашле очи во очи со суровата судбина? Деца од ранливи категории, сиромашни, гладни, тепани и малтретирани. А вакви деца за жал има многу. Пред очите на случајните минувачи, во домот, помеѓу пријателите, на раскрсниците, на секаде околу нас. Прашањето е дали успеваме барем со еден поглед да ги забележиме и да ја активираме свеста за хуманост и одговорност. 19 ноември, како Меѓународен ден за превенција на децата од насилство, се одбележува од 2001 година. Секоја година се организираат најразлични активности кои имаат за цел да ја зголемат јавната свест за траумите и последиците кои ги имаат децата жртви на насилство, како и да им се изготват превентивни програми кои би се покажале ефективни. Според УНИЦЕФ, секоја година милиони деца во светот се жртви на насилство, сексуално злоставување, експлоатација на труд, трговија со луѓе и физичко и психичко казнување. Од 1954 година, секој 20 ноември пак се слави Светскиот ден на детето, а ова е идеална прилика да се потсетиме на сите тешкотии со кои се соочуваат малите ширум светот и да размислиме за тоа како да им помогнеме. Светската здравствена организација за подобро детство ги потсетува државите, невладините организации и институциите дека се уште постојат деца кои живеат во лоши услови, кои имаат влијание врз нивниот раст и развој во животот. Целта на одбележувањето на Светскиот ден на детето е да се сврти вниманието на широката јавност за сите обврски кои општеството ги има кон децата. Почитувањето на правата на детето е една од најважните работи кон кои треба сите да се стремиме, затоа што за едно општество нема поважна работа од создавање здрави, образовани, толерантни поколенија, подготвени да се соочат со сите предизвици кои ги носи животот. Свесни сме дека за да има хармоничен развој на личноста на секое дете, треба да создадеме услови тоа да расте во здрава семејна средина, во пријатна атмосфера исполнета со среќа, љубов и разбирање. Токму тоа не задолжува децата да ги третираме како рамноправни на нас возрастните, како активни субјекти и носители на права и обврски. Кон нив треба да се однесуваме со должно внимание, ним треба да им овозможиме образование со цел на тамошен просперитет на човештвото. И пред се, и најважно од се, да ги сакаме.
Денешниот гостин во урбан стил од минатата година ни постави диагноза и сите некако драго ја прифативме. Има преубав глас и прави фантастични свирки. Денешен гостин во урбан стил е Боби Павловски. Боби, добро дојдовте во урбан стил. Добро ве најдов, фала на поканата. Драго ми е. На почетокот вообичаено во емисијата сите гости ги прашувам што е за нив урбана личност. Кои карактеристики треба да ги поседува една урбана личност според тебе? Урбана личност. Познат од градов, се движи ностоп по град, седи по шема места. Да. Така ја замислам урбана личност, градска личност, така кажано. Се не дека ја имам нешто против оние обратните од урбаните, но така ја замислам урбаната личност. Познавам многу мои пријатели урбани фаци кои што сите така ги натакуваат. Така. И ти си една урбана личност. Значи ли урбаното дека е модерно? Мора ли да е секогаш урбаното модерно? Тоа не мислам дека е така, да. Модата не ја поврзувам со урбаното. Значи тука има некоја разлика сепак. Да си модерен не значи да си урбан, па и обратно. Така. Ајде малку за музиката да позборуваме. Како почна почетоците со твојата приказна со музиката? Многу одамна, многу бев мал, одамна појавував од мал појавував интерес за музика, но немав многу, домашните нема многу средства да ми дозволат тоа што го барав, па се снаоѓав по школи, по такви работи, да се запишувал по тие секции, веќе го имав кажано во некои други наврати. И многу јака желба имам да бидам нешто, да станам музичар, да свирам, да ги знам сите песни. Направивме некој оркестар на времето, се собиравме другари и свирав во оркестар долго време, во бенд, 5-6 луѓе. Ама откако почнав да свирам во оркестар, секогаш имав желба да бидам сам. Не да бидам како пејаш сам, него да бидам како што сум сеја. На клавиатури позадина, шоумен, сам да работам све. Тоа ми беше голема желба. И го постигна веќе, тоа го правам од 2001 година, веќе некои 14-15 години. И фала на Господору ми. Така, значи кога се сака нешто, се може. Ако има желба голема, ќе постигне све што сакаш. Што треба да поседува еден музичар за да биде комплетен? За да биде успешен? Па, талентот на прво место. Значи, за уметник, музичар, мораш да имаш талент. Не можеш без никаков талент да станеш музичар, треба да се појавиш пред јавност, треба да се појавиш пред народ, пред толпа народ, кај што треба да почнеш во случајов јас сам пеам, сам свирам, треба нешто да покажеш на народот. Желбата да не ја спомнам пак, толеранцијата, голема толеранција кон гостите, но да бидеш позитивен, насмејан. Јас додуша не го практикувам, јас сум по природа намрштен тип, така ме познава. Не дека јас не сум Да знам дека така ќе спремав некој виц, ама душевно сум среќен и сите тие работи, но така сум, така ми природата намрштен. И треба да биде комплетен у тоа, значи на прво место талент, желба, толеранција кон публика, кон гости, да има слободно време дома да прати постојано дали нов репертоар и повеќе и стар репертоар. Има многу работи, не е само во нашава работа да речеш готово, јас знам да пеам и знам да свирам и идам се појавувам. Треба да бидеш спремен да одговориш на секаков предизвик кога веќе си влезен во некој ресторан, дискотека, било што, мораш да одговориш на све. така, не би да рекле дека и 10% е талентот, а 90% е работата. Тој талент треба да се надоградува. Да. Дали уште од самиот почеток фолкот беше твојата определба? Имаш ли тука размислување околу тоа што ќе пееш? Уште од самиот почеток јас слушав фолк. Уствари јас слушав се, но повеќе ме влечеше кон фолк. Така да првично ми беше со фолк, па после се тргнав малку на самите места кај што идев, ме тера да не користам такви песни, да идам повеќе на рок, дали на ю македонски без разлика. И така еден период бев тоа, веќе сега сум и тоа и тоа. Сега ги споив двете работи, така да спремен сум и за такво и за... Би променил ли нешто или сепак би останал на овој пат по кој што чекораш сигурно? Да променам што? Во врска со... Во врска во стилот на музиката, да направиш нешто сосема различно, некоја драстична промена. Си размислила ли за тоа или... Види, суштина на секој настап се трудам да направам нешто поразлично. На места кај што настапувам... Го дозволува тоа. Да, сум по повеќе години од причина што и така ми викаат, ме прашуваат колеги, другари,
3-4 години си таму, како можеш, значи мене секој нареден викенд ми е нов. Ама тоа што јас сакам да си го направам и така си го правам. А во врска со изборот на песните или во врска со изборот на стилот на музиката не би променил никош ништо. Беше останато. Може малку да додадам странски некои песни плюс. Знаат гостите кои што доаѓаат дека ми фали неочно, него немам време. Немам време за тоа. Кој е вашиот идол? Или кој беше? Немам некој идол. Ја, дали од таа причина што прифаќам секаква музика, многу идоли моментално немам. Многу ми се свртаа во кариера во животов и многу сакав да станам како нив. А веќе... Например, кога сакавте да станете пејач, кого најчесто го слушавте и гледавте? Види, ја сега морам да бидам искрен и да кажам дека еден идол го имам кажано во неколку наврати од фолк музиката, од модерната фолк музика, ми од бившите соседи од Србија. Тој е еден и единствен кој што јас се го почитувам како личност, како особа, не го гледам како пее, го гледам, а јас да и добро пее, добри концерти и сите тие работи. Аца Лукас. За мене друг основно, за мене е он. Јас имам и доста квалитетни македонски мои колеги пејачи од кој спомнам и точно. Како го прашав идол, можеше да кажеш друго. Тој ми е едини човек кој што јас се наслонувам на неговите резултати. Значи гледам што прави. Значи добра забава. Тоа е, за жал на вистината, народот овдека највеќе покрај македонските ги слушате неговите песни. Тоа е. Него одрекувам ја нашиот Тоше, тој беше еден и врв ми е мене од сите, тој ги покрива цел Балкан и сите на така. Но ми е идол он. Тој што го кажам. Така. Кога ве прашав околу тоа што би требало да поседува еден музичар за да биде комплетен, ја споменавте и толеранцијата. А токму толеранцијата ни е и тема за оваа емисија. Колку сте толерантен? Што е за вас толеранција? Сум толерантен, како и на работа, така и приватно. Па сега сум. Сега ти што ме познават може да речат. Не, вистина, сум колку што може максимум пробувам да сум толерантен. Икон во работа мораш да бидеш 100% толерантен во моја работа. А кон пријателите, другарите, фамилијата сум колку што може. Што представува за вас толеранцијата? Што значи тоа? Толеранција, да просто да се изразам. Да бидам толерантен кон тоа што имам некој гостин вчера и 3 пати ми ја помага песната вечерта, изумив или не знам како, човекот малку ми се налути или не знам си што, го смирив, го истолерирав или не знам, сум имал други причини кај што други луѓе биле малку поагресивни, не кон мене, него такви ме природата, па мораш да ги толерираш, не едеш на онаа опција, јас ќе бидам исти како нив, тогаш автоматски станува. Така е да се прават компромиси за да може да се Така, да. Живееме во време кога толерантноста не е само висока општествена вредност, туку и начин на живење и преживување. Повремено сме сведоци на парадоксот кога борците против нетолеранција стануваат многу нетолерантни кон оние кои според нивно мислење немаат право да бидат нетолерантни. Но што е толерантноста? Како вид меѓучовечки однос представува таа? Дали е некој вид љубов? Многумина сметаат дека толерирањето одредени појави е исто што и нивно прифаќање или почитување. И кога некој се обидува да натера некого да прифати нешто што му е неприфатливо, да му се допаѓа она што не му се допаѓа, да го почитува она што го презира, тогаш се појавува проблем или нетолеранција. Сепак толерантност значи трпеливост, а овој збор добро открива што е суштината на толерантноста, бидејќи во неговиот корен се наоѓа глаголот трпи. Според тоа толерантни сме тогаш кога можеме да трпиме или истрпиме нешто или некого. И во латинскиот јазик е слично, бидејќи етимологијата на зборот толеранција е поврзана со зборот поднесување. А кога трпиме? Тогаш кога некој или нешто ги загрозува нашите вредности, кога нешто не ни се допаѓа, кога не вознемирува, кога не е непријатно. И токму преку овие спротивности можеме да го сватиме вистинското значење на трпеливоста. Значи, толерантноста не е ни прифаќање, ни почитување на нешто. Токму напротив, таа облик на човечко однесување кон она која дадената личност не го прифаќа или не ѝ се допаѓа.
Како што некој има право да му се допаѓа нешто, така и некој друг има право да не му се допаѓа истото. Кога некои ставови се непомирливи, единствено решение кое возможува да останат во комуникација е да се толерираат еден со друг во истиот простор. Иако трпеливоста е важна во блиските односи, како во љубовта, например, таа сепак повеќе им припаѓа на јавниот простор и јавната комуникација. Повеќе од што на љубовта, таа и припаѓа на љубезноста. А љубезност е кога се однесуваме како да сакаме нешто иако не го сакаме. За да бидеме културни, мора да се самоконтролираме, да владееме со себе. Не постои култура без толерантност. А кога луѓето ќе сватат дека не се должни ни да го прифатат, ни да го ценат она што е спротивно на нивните вредности, туку само дека не треба да покажуваат агресивност, процентот на толерантните значително се зголемува. Што би биле кога не би биле ова? Има ли некоја друга професија? Има ли нешто друго што добро го правите? Војник. Професионален војник? Професионален војник. Од секогаш сум сакал на времето и сум... Ето интересно. Да, Обично ретко кој од гостите ми кажал нешто сосема драстично или нешто поинтересно. Да, професионален војник со екстремно тешки, не знам, таму... Се така го викам, можеби, кога би пробал тоа, можеби одма би се откажал, но сакам такви екстремни оние вежби, преживување, како ги викаат, дали дека нон-стоп дома гледам такви ствари, ама тоа што го сакам да го гледам, не што... На времето многу сакав полицаец да бидам, па не ми примија, не знам, ради таму во тоа школа, толку требаше да се запишувам средно, татко ми беше полицаец и можеби од дома знаеш дека татко ми настапи униформа и јас сум сакал. Ама тоа ми прерасна во нешто по-друго. Обожавам да гледам такви некои филмови. Значи, професионален војник, екстремни ситуации, а во слободно време ќе ги забавува другите. Така би изгледало тоа. Сепак нешто со униформа. Не ми е мене битно униформата, не мора. Например, на некој е битно униформата да има. Мене не ми е битно униформата, мене ми се битни тие ствари што тие луѓе го прават. Респект кон тие луѓе кои што тие вежби што сум ги гледал, сум имал во живо прилика да ги видам кај нас овде. И по Кабловски сум моментално гледам и по Кабловски што се случува низ светов со војниците. А малку тоа го сакам. Така се го е чест за нив. Што најчесто правите во слободно време? Без што не би можеле да си го замислите денот да поминете? Без телефон. Носто сме по 24 сата и јас како и семејство од телефоните во раце, пробуваме да... Добро, ја покрај работа, професионално ми е тоа, нонстоп нешто правам, но со технологија ми е... Нонстоп имам, морам да имам некој парче, дали таблет, дали компјутер, дали сайзери приклучени, тоа мора нешто... Тоа ми е прво, на второ место ми е лежење и гледање телевизија. Друго Добро, не. мора да си има малку и... А иначе сакам да чепкам све. Од све сакам да се да умешам прсти секаде. Нешто ми се расипе дома, првено што ме интересира, ќе видам што е работа и ако успеам да го направам, тоа е одлично. Така малите работи ни причинуваат задоволство. Дали нешто спортувате? Па за жал не. Пробував, едно време идев по теретанија како и сите. Пробував, гледам дека немав некои драстични разлики и промени во мојот физички изглед. И не успев, идев почнав и на пливање, зезнав и тоа, термините не ми одговараат. Таа физичка активност мене многу ми представува голем проблем во врска со изгледот. А малку се опуштам храната и одма качувам на килограми. И така да се трудам на секој може начин дома да не користам лифт. До продавницата не идам со кола. Добри, тоа е нешто. Мора од некаде да се почне. И тие 10 чекори што ќе ги поминам, си викам супер, денеска малку се раздвижи. Добро, антиспортиста сум, значи не ме интересира, ми се чудат, не ме интересира, ама воопшто ниеден спорт. Не знам зашто не ме интересира спорт. Попробих седнал да гледам некој како готви или како на телевизија, да речем, да гледам фудбал. Спорт, да, на телевизија. Ја да, спорт играме на време фудбал на телефон. И да, тоа ми е единствено. Да, така, од спорт само на телефон. А од кога ќе се вратите од тоа пешачење до продавница, што најчесто јадете дома? Каква храна сакате да јадете? Значи, многу внимавам и пазам на исхраната и пак си имам проблеми, пак ќе речам со тие килограми, ама тоа е све ради таа физичка активност, мене ми се тоа јасно. Гледам дома што повеќе да имам
Значи пазам например навечер да не јадам јагли хидрати, да јадам преку цел ден тоа што сум учил од овие диети во животот што сум научил, протеини дека можам да јадам, нели, да не јадам многу мрсна храна, да некои околности не терат барем еднаш два пати у месецот да малку да забева човек со некои сендвичи или не знам се што. Не се лишувам до толку, ни ја пак ни моето семејство, ама практикуваме барем колку толку да имаме здрав начин на исхрана. Обожавам оние интегрални, дали лебови, дали све тоа се користи. И па добро компензирате, ако не спортувате, барем внимавате на исхраната. Малку да забегам во исхраната, толку 3 кило плюс. Дали сте љубител на кинеската храна? Сте пробали ли досега? Сум пробал неколку пати, зависи што, проблем е што не знам што да одлучам. Многу ме поубаво да дојдам со некој кој што е... Кој што знае веќе. Идем, ево ова тие, што сакаш ти тоа сакам, ова ќе го гледам мениво цел ден и пак ќе нарачам ориз, а ориз јаде денеска примерно на ручек. Не ќам така, сакам некој специјалитет, не знам, вако благ, солен, кисел, како што се... Имам јадено на времето пршен сладолед. Да, тоа има нешто најубаво, една од најубавите работи. И тие оризи, тие ми се неизбежни во кинеските ресторани. А некои посебни специјалитети не сум многу. Јас сум нова наша балканска, не балканска, него оваа, па да речем македонска традиционална храна сум обожувател. Така. Јас се надевам дека овој пат ни подготвили нешто што има во листата најгоре на највкусни, најбарани специјалитети, па предлагам да видиме што ни подготвили да дегустираме. Ајде. Силвија, трапезата изгледа преубаво што ни подготвивте овој пат. Овој пат се одлучивме за комплекс од јадења кои што според мене се убави за некој што никогаш немал можност да ја проба нашата кујна или пак не е искусен во нашата кујна. И за нас секогаш се предизвика такви гости, бидејќи репер за квалитет и за вкусна храна е некој што не обожава мешање на вкусови или пак се плаши да проба нешто што е страно и не е познато, нели, за наше подневје. Да, сега ќе одиме со една салата која што ја немаме во мени, меѓутоа ни е една од најобожаваните салати, се вика златно-сребрена поради боите кои играат во неа, значи жолтата боја е златото, зелката, кромидот е сребреното и затоа преди тоа ја добила тоа име. Меѓутоа вкусот и шмекот на оваа салата е многу интересен токму поради апетисаните. Има кикирики пржени во вок тава кои што даваат многу убав шмек, кинески зејтин, кинески зејтин од сусам, кинески сол. Кинескиот сол не соли како нашата сол, туку таа само дава шмек и миризба на салатата. Има морковче на ленти, сега ќе покажам како го твачите тоа, умешно го сечат со сатар и зелка. Еве го морковчето со сатар и да не го заборавиме чипсот од компирчиња. Чипсот од компири, еве го. А кромидот еве го. Бидејќи зелката е таква боја, нели? Не ме достигна да кажете, мислите дека ова е кромидот, ова уствари е компирчиња. Да, еве, чипсот од компирчиња, да. И овие две работи, чипсот од компирчиња и кикириките, се пржат посебно во воктавата, а салатата свежа се спрема куварот на другата страна и после тоа само ги спојува работите. Значи имаме спој на една свежа салата каде што имаме и малце пропржени работи во воктава и свежо. Комбинацијата и шмекот според мене ова е најголема конкуренција на кинеската салата која што веќе во текот на нашето 12 годишно постоење беше најобожавана од сите посетители. Сега веќе гледам дека ја нарачуваат и едната и другата паралелно. Така, јас сум ја пробала и според она што го кажат за неискусни, верувам дека ќе се. Ја не сум ја пробала, но мислам дека е добро. Често кај нас кога ќе дојдат посетители, веднаш акцент ставаат на главното јадење и на додатоците на нудлсите или на оризот. Ретко кој доаѓа во кинески ресторан да јаде салата, меѓутоа јас советувам да пробаат како кинезите знаат да го обработат зеленчукот механички, значи без машини, без рендиња, рачно, да го средат толку убаво што целата сочност и витамините остануваат во зеленчуците. И многу интересно што во Кина, значи нема само самиот гостин да се зачинува салати. Како кај нас, нели, сега што си по рестораните обично сами се зачинуваат. Едино нешто што највеќе не го обожавам кај нас е тоа. Бидејќи велат дека мајсторлукот е во тоа да готвачот го погоди вкусот на салатата. И
нашите салати сите се такви и затоа предлагам и советувам на сите оние кои што обожаваат свежи салати или се вегетаријанци или се на некој режим на исхрана да пробуваат свежи салати бидејќи ги имаме многу. Сите се различни по вкус, имаме и солени, имаме и пикантни лути, имаме и луто сладко кисели за сечи вкус, а треба да се јаде свежо. И како пред јадење е многу убаво освен еве салатата, за некој што обожава и топло пред јадење, а на пример не сака да биде вегетаријанско, како што се пржени зеленчуци на кинески начин, сакаат нешто мезе со пиво, ние го предлагаме чипсот од ракчиња. Чипсот од ракчиња го добиваме го везуваме од Кина во готова форма. Значи тоа се како плочки кои што кога ќе ги ставиме во врел зетин во вок тава, растат токму на овој начин. И многу интересно крцкаат, во различни бои се, имаат мирис на ракчиња, не се правени од ракчиња, значи не изгледаат како ракови, па кога ќе се стават, обично така ги замислуваат, ама се многу убави за мезе со пиво или како пред јадење додека се чекаме да ни биде готово главното јадење. Од што е нивната состојка? Значи, они се микс на прав од ракчиња и други состојки кои што прават да изгледаат, да имаат боја и да изгледаат вака. Вкусот е на ракче, меѓутоа плочките што ги добиваме не се ракови, туку се машински изработени, микс од неколку смеси. Да. И за главно јадење јас се одлучив за свинско. Не знам какво месо обожавате, меѓутоа се одлучив за свинско со мудар патлиџан. Ова е едно од омилените јадења на машкиот пол во нашиот ресторан и сакав да го пробате мудриот патлиџан кој што е еден од најпознатите зеленчуци во Кина. Кинезите многу го обожаваат и особено во северна Кина, од каде што потекнува нашата кујна. Мудриот патлиџан е врв во мајсторлукот на готвење на кинеските готвачи, поради тоа што го прават однадвор да биде крцкав, а внатре да биде мек. И многу луѓе кога прв пат ќе го пробаат мислат дека јадат месо, а не и често не прашуваат каков зеленчук е ова, не може да препознаат дека е мудар патлиџан. Еве да видите месото како е ситно, нема потреба од користење на нож, исечено, има малце лукче, ставаме зеленчуци, ние во секој специјалитет, сосот е солен. Значи не се одлучивме за варијанти сладко кисели, бидејќи сакав да пробате нешто што е соленко или еве таа салата малце е киселка, меѓутоа да видите дека и кинезите јадат и таков тип на храна. Многу ја обожаваат брокулата, зелените зеленчуци се репер за здраве, здрава храна во Кина. Ако не јадат брокула, мора да биде марула, ако не е марула да биде спанак, меѓутоа во текот на денот мора да се случи да конзумираат зелен зеленчук, бидејќи сметаат дека тоа е чистач на отрови и убаво влијае на дигестивниот систем. Затоа се одлучивме за нудлси, а не за ориз, да не биде нели одам во кинески ресторан морам ориз да јадам. Ова се тестенини кинески кои што се многу тенки, многу се лесно сварливи, потенки се од шпагетите, во комбинација со зеленчуци и со брокула, и да видите брокулата и покрај тоа што изгледа вака, не е блуткава, туку има вкус бидејќи е пропршена во вок тава само 10 секунди. Тоа е разликата, баш ќе ми биде мило да ако веќе сте јадели нели во наши ресторани зеленчуци на скара или на некој друг начин припремени, да ги пробате кај нас и да ми кажете која е разликата во спремањето на зеленчуците. Па предлагам да пробаме. Силвија, јас веќе нема да коментирам затоа што ми е убаво, што ми е омилено, затоа што секое наредно и ново мене ми е омилено. Тоа е веќе добро познато, се ми се допадна како и секогаш. Да го прашаме гостинот, како неискусен, како му се допадна него?
Преубаво се, не, да бидам реален, искрен, да не правам лице. Се што пробав се ми се допаѓа и мислам дека ќе ми станува некој ритуал. Слободно може да кажеш затоа што дека си дегустиравме беше воодушевен, значи морам да кажам дека беше така. Ќе кажам дека од кога ќе завршим стомање, морам да го доведам све. Значи ова ќе ми стане ритуал, ќе ми стане барем еднаш неделно ако наоѓеме време да го посетувам овој ресторан, затоа што до сега сум имал лоша представа. Значи не сум знаел дека вака се одвиваат работите по кинеските ресторани. Браво. Да, супер. Знам дека така мене ми е мило, знам дека на Силвија и уште има поголема радост од ова, бидејќи поентата на нашето постоење нели не една година, две, ова е наш фамилиарен семен бизнис. Мојот сопруг е професионален готвач за кинеска храна од 14 години и ова е нашата најголема радост, бидејќи кога некој што никогаш не пробал, не е искусен, прв пат ќе се одлучи да седне, ние имаме бесплатни дегустации кај нас во ресторан, каде што се од затворен тип за луѓе што никогаш не пробале, за да не се срамат да плукнат. И тогаш јас присуствувам, јас ги водам тие дегустации и кога гледам како луѓето бараат уште еднаш од тоа што пробале и излагаат пресрекни, воодушевени, нема опис на тоа чувство, бидејќи ние ова го работиме со љубов, не е само за бизнис. Би биле срекни кога и нашите деца би го наследиле ова да го работат нели со генерации и со истиот кејф и мерак да го работат и да се радуваат кога гостите уживаат во храната. Не само да се најадат, да уживаат. Силвија, ти благодарам за тоа, за една преубава трпеза и ми е многу мило што му се допадна на гостинот. Ние ќе се одјавиме, ама тоа не значи дека нема да се дојадаме. Вам ви благодарам што бевте дел од Урбан Стил. Ви благодарам на поканата и секогаш ви стоам на располагање да ви видам гости. Благодарам. Дали уживате во храната доволно? За вашето здравје, но и за вашиот изглед, многу е важно да ја избирате соодветната исхрана за вас. Кога станува збор за уживање, дали се грижите за квалитетот на храната која ја јадете или пак за фактот дека самото внесување здрава храна може да биде причина за задоволство. Следните 5 начини ќе ви помогнат да ја засакате онаа исхрана која е добра за вашето тело и за вашиот ум. Истражувајте нови вкусови. Доколку повеќето зеленчуци кои сте ги пробале не ви се доволно вкусни, тогаш експериментирајте. Познајмете рецепти од индиската, мексиканската, кинеската или некоја друга светска кујна кои се уште не сте имале шанса да ги пробате. Познатите помалку здодевни рецепти секогаш можат одново да се откријат и да се подготвуваат на различен начин. Целта на зеленчукот не е да има безличен вкус, па затоа комбинирајте го со храна која ја сакате. Сменете ги состојките. Открите кои здрави состојки можете да ги додадете на омилените јадења и експериментирајте. На салатата додадете лимон. Користете јогурт како замена за сос. Додека хамбургерот можете да го подготвите со интегрално печиво, домашен сос од домати и многу салата. Додајте нови вкусови. Зголемете го бројот на зачини на вашите полици и поиграјте се со нивните комбинации. Куркума, ѓумбир, кари, коријандер, кардамом, како и други слични зачини се одличен избор за додавање нов вкус на јадењата, додека истовремено ја избегнувате солта. Пробајте различни варијанти кои на прв поглед делуваат неспоиви, како сладко и кисело, луто и освежително. Подгответе и јадете со љубов. Подготовката и презентацијата играат голема улога во уживањето во храната. Доколку вложите енергија во подготовката, особено кога сте креативни при сервирањето, вие ќе почувствувате задоволство уште пред да почнете да јадете. Потрудете се секој оброк да го претворите во ритуал, без разлика колку сте зафатени. Навикнете се на уживањето. Дел од уживањето во здравата исхрана е навика. Дајте си време вашата уста да се навикне на овој вид исхрана, бидејќи дури и уживањето во здравите намирници може да се истренира, доколку се движите постепено. Не си наметнувајте временски рокови. Вашата цел не треба да биде краткотрајна диета, туку уживање во здравиот начин на живот. Со доктор Наталија Јорданова Трајски од дерматовенеролошката ординација Skin Solution разговараме на тема брадавици. Докторке Наталија, што се брадавиците? Што представуваат тие? Брадавиците или веруки представуваат бенигни вирусни папиломи кои што по кожата се презентираат како рамни или надигнати над нивото на кожата туморчиња кои што можат да имаат или рамна или нерамна површина.
Така, кои се причините за нивно појавување? Кој е предиспозицијскиот фактор? Зошто кај некои се појавуваат, кај некои не, кај некои повеќе, кај некои помалку? За појава на самите брадавици има неколку предиспозицијски фактори, значи обично тоа се зголемена мацерација, генетска предиспозиција, намален имунитет и зголемена влажност. Исто те станува збор за сепак хуман папилома вирус, така да тие личности се носител на хуман папилома вирусот. Така, зголемена мацерација ми се чини рековте. Што представува? Зголемено потење и кога веќе доаѓа до секреција и загнојување. Така. Кој од овие причини може да направи најголем проблем или кој е најголемиот проблем кој што може да го направат брадавиците? Самата брадавица, ако се иритира, може да почне да крвари, може да има една слузеста материја, да се создаде едно локално воспаление, тоа се едни од причините ако се придружени со јадеж. Така да треба да се оддиференцира за кој тип на брадавица станува збор и веќе да се превземе соодветната терапија со претходно утврдена диагноза за кој подтип на брадавица станува збор, за да може соодветно да се реагира. Така, тоа ќе ми беше следното прашање, се делат на опасни, помалку опасни, безопасни. Зошто се дела така? Од кои причини? Затоа што има различни видови на брадавици. Значи, едната форма е верука вулгарис, која што е локализирана по прстите на рацете и по дланките. Обично тоа се едни мали брадавички со малку надигнати, мала елевација над површината на кожата, со бојата на кожата или малку потемно кафјави. Тие не представуваат некој проблем заради диаметерот, значи не можеме да ги иритираме. Тоа се чини најчестата форма. Најчестата форма, да, верука вулгарис. Бидејќи кај нив станува збор за многу мала лезија, препорачливо е да се острани повеќе од естетска причина, не може да трансформираат во нешто малигно. Друга форма која што е доста болна е верука плантарис. Тоа се тие типови на брадавици кои што се локализирани на стапалата или како што ние ги нарекуваме жулјеви. Да, тие се страшно болни при допир, при газење, значи имаат навистина проблем. Тие се со жолтеникава или кафеава боја, покриени се со еден хиперкератозен слој, кај нив се препорачува отстранување заради дискомфортот кој што го создаваат, односно заради болката. Друг еден вид на брадавици обично се локализираат по деловите на лицето, тоа се едни така издолжени филиформени брадавици. Исто и кај нив нема некоја опасност од нив, но препорачливо е заради иритација да не ги закачаме или за да не ги едноставно да не ги иритираме, да се отстранат. И една би рекла посебна форма на брадавици, тоа се тие себороични брадавици. Верука себороика, кај нив треба да се внимава. Тие се појавуваат повеќе над 50-та година кај постари индивиди. Имаат темно кафеава или црна боја. Кога има многу такви брадавици кои се дисеминирани по целото тело, треба да сме доста внимателни, бидејќи ова може да ни е една појава на висцерален карцином, како предфактор за висцеларен карцином, а кожна симптоматика само сенилна брадавица. Така да пациентите со тој тип на брадавици задолжително треба да направиме еден скрининг за висцеларен карцином. Така. Што е фибром? Фибромите представуваат тумори на кожата. Исто и кај нив, значи немаат потенцијал да се трансформираат во меланом или во некои малигни лезии. Со тоа што самите тумори се делат на два вида, меки и тврди. Меките тумори, фиброма моле, обично се локализираат по страничните делови на вратот, под градите, посебно кај полни жени и ингвинално, под мишките. Тие имаат мека консистенција и точно заради причина нели да не се направи некоја малигна трансформација од честа иритација бидејќи се на неудобни места, е препорачливо да се изведат со некој од начините на терапии кои што се за тие видови на брадавици. Тоа е со едниот начин е со електрокаутеризација, вториот начин е со лазер коагулација и третиот начин е со криотерапија. Додека тврдиот фибром, тоест тврдиот тумор, фиброма дурум, тој обично се локализира по екстремитетите, претежно долни, поретко горни екстремитети. Тој има цврста форма, значи тврд е на допир и исто така вадењето може да е со еден од наброените начини, како кај мекиот фибром, но исто така повеќе од естетска причина.
Така. Во однос на предиспозициите кои што ги кажавте зошто се појавуваат брадавицата, во некој од нив барем ми се чини постои ли начин како да превенираме, да речеме, да не се појават брадавици? Па видите, тука најголем фактор за брадавиците е генетската предиспозиција, така да ние на генот не можеме да влијаеме и не можеме да го превенираме. Инаку, кога веќе има зголемена мацерација, зголемена влажност, тука би можеле да реагираме со тоа што да не се изложуваме на високи температури за да не дојде до мацерација и така натаму. И другата причина за појава на брадавици или почеста појава на брадавици кај луѓево е намален имунитет, каде што и тука исто може да се влијае со имуномодулатори, со режим на исхрана и така. Кој е најдобриот начин за нивно отстранување? Што откако ќе утврдиме веќе дека има проблематични брадавици или фибром, појава на фибром? Значи, откако ќе утврдиме дека имаме веќе постоечки фиброми или брадавици, утврдуваме според секој пациент кој е најдобриот начин на негово вадење. Кажам дека има неколку начини: криотерапија, електрокоагулација, лазер каутеризација. Од естетска причина, сепак за да нема тоа оперативно шиење и таа лузна од конец, најдобро е да се процесира со лазер каутеризација. Со тоа што кај тие пациенти што пристапуваме со тој начин на отстранување на брадавица или фибром, прво правиме една скарификацијска проба на локален анестетик. Ако утврдиме дека самата проба е негативна, значи го аплицираме анестетикот и преминуваме кон вадење на самата брадавица или фибром. Чекаме да направиме верификација дека немаме алергија кон локалниот анестетик. Самата метода кога ќе ставиме локалната анестезија е апсолутно бесполна за самиот пациент, со тоа што после вадењето на фибромот или на брадавицата ни се потребни некои 6 до 7 дена за епителизација, затоа што тоа е сепак како една мала раничка. Така да на тоа местенце се става секојдневно, 2 пати дневно, локален дезинфектант и локален епителизатор со цел да настане побрза епителизација. Третираната брадавица или фибром прави како една круста на 7-8 ден, тоа е една коричка, која што постепено до 10-тиот ден спонтано отпаѓа, и овој начин е препорачлив и е добар заради причина што не остава никаква лузна, значи сепак особено кога станува збор за лицето како отворен, секој дел, тој дел го гледаат најмногу, никој не сака да има лузна, така да со лазер каутеризацијата не останува никаква лузна и е многу брз и ефикасен метод и бесполен за самиот пациент. Така, иако вела дека најчесто е подобро да се спречи отколку нешто да се лечи, меѓутоа ако не можеме да спречиме, има начин како да го лечиме. Така, доктор, ќе ви благодарам на времето и информација. За да го одбраниме имунитетот од настинки, организмот треба да го наполниме со енергија и витамини од свежото овошје. Покрај урамнотежената исхрана и физичката активност, потребно ни е и доволно внесување на сите потребни витамини и минерали, а токму за тоа најдобри се мандарините. Мандарините се полни со витамин С и бета-каротен, минерали и влакна. Во 100 грама мандарини има 30 мг витамин С, што е двојно повеќе од портокал, а со разградбата на бета-каротен добиваме витамин А, кој е важен за видот и убавата кожа. Во мандарината има и фолна киселина, калиум, железо, магнезиум, витамини B1, B2 и B3 и влакна. Од ова овошје нема да се здебелите затоа што во 100 грама има само 34 калории. Има својства на диуретик и помага во војната против целулитот. Доколку во текот на работната недела бевте изложени на стрес, нередовна и неправилна исхрана, ви предлагаме викенд детоксикација на организмот со мирисните мандарини. Свежо и цедениот сок од мандарини е совршен избор за почетокот на денот. Содржи калиум, калциум, магнезиум, железо, цинк и уште многу антиоксиданси. Етеричното масло на мандарината е со цитрусно освежителен мирис. Го зголемува апетитот, го активира варењето на храната, ги релаксира мускулите, ја разбудува животната радост и инспирира. Се користи за мрсна кожа и кај појавувањето на акни. Британските научници утврдиле дека состојката која се наоѓа во кората на мандарината може да ги уништи клетките на некои видови на канцер. Важно е кората од мандарината да не ја фрлате. Доколку се работи за непрскан плод, кората исечете ја на парчиња и сушете ја во заштитена просторија. Исушената кора на мандарина може во текот на долгите есенски и зимски денови да се додава во чаеви и компоти. Токму етеричното масло добиено од кората на мандарината се користи во купките за опуштање, за победување на несоницата и за оштетена кожа. Етеричното масло на мандарината има и антисептично и својство да тонизира.
Се надевам дека успеавме во она што го намисливме да ви ја разубавиме вечерта, се надевам дека е така. Останете во убаво расположение, ние се гледаме наредната недела. Skynet, 21 часот, Урбан стил, среда. До тогаш, чао!